Никако не стивнуваат пламените закани во земјава. Активни пожари има во неколку региони, а од неделата во две подрачја Македонски Брод и Чашка е прогласена кризна состојба која ќе биде на сила до 8 септември. Од Центарот за управување со кризи денес информираа за состојбата поточно по региони каде има активни, каде локализирани и каде има пожари ставени под контрола. Активни пожари денеска има во селото Заград и Грашница во Македонски Брод, во местото Јасеновска глава во Чашка, во селото Никодин и местото Слива, при Лепско над селото Копанце во Тетовско, како и кај селото Градманци, општина Петровец. Нема опасност од нивно проширување зашто главно горат нискостеблеста шума и сува трева, а екипите се постојано на терен и соодветно действуваат. Во Чашка пожарот кај место викано Јасеновска глава се уште е активен и со истиот зафатена е нискостеблеста шума и сува трева. Во моментов интервенираат лица од шумско стопанство од Велес, а во функција е и хеликоптер на армијата на Република Македонија со цел истиот да не се префрли во висока уредена шума. Што се однесува до пожарите во другите подрачја низ земјава, во Скопскиот регион пожарот кај село Градманци, општина Петровец, се уште е активен и таму теренот е непристапен, со што е неопходна интервенција од воздух, гори нискостеблеста шума, зеленика и дабова шума. На лице место се упатени и екипи што ќе действуваат од земја со цел пожарот да се контролира. Во општина Македонски Брод се локализирани пожарите во атарите на селата Близанско, Калуѓерец, Могилец, Растеж и Волче, додека во аторот на селото Заград мало жариште кај местото Секулово гумно вчера беше локализирано, но денеска поради силен ветер се разгоре. Активен, но локализиран е и пожарот кај селото Никиштан и Ѓорче Петров, а под контрола се ставени и пожарите на селото Бањиште кај Дебар, како и кај селото Галиште Кавадаречко. Во општина Дебар пожарот на село Бањиште на подножјето на планината Крчин е ставен под контрола, исто е ставен под контрола и пожарот во општина Кавадарци на подрачјето на село Галиште. Во Прилепскиот регион пожарот во село Никодин се уште е активен и се наоѓа во уредена шума. Пожарот кај место викано Слива, кај манастирот Писокал, Свети Илија, кој што се појави вчера и беше предизвикан од удар на гром, зафатена е поголема површина на неуредена шума. Во моментов таму се интервенира од страна на територијалната противпожарна единица од Прилеп и од шумското стопанство Црн Бор. Состојбата на терен постојано се следи, а надлежните заседаваат со цел ефикасна координација на активностите за гасење на пожарите. Уште еднаш апелираа граѓаните да внимаваат при работа и движење на отворено, како и да ја почитуваат забраната за движење низ шумите. Казната за непочитување на овие мерки е од 1500 до 2000 евра. Повеќе од една недела бесне е шумски пожар на планината Бистра, горе ниско стеблеста деградирана шума и сува трева, а огнената стихија се шири кон буковата шума и кон селата Лавчани и Душогубица. По пладнево на владина седница се разгледуваат информациите од Центарот за управување со кризи и Комисијата за превенирање на топлотни бранови. Намаса пред премиерот и министрите се активностите за прогласената кризна состојба на дел од територијата на Македонија каде што беснеат пожари. Меѓу другото, се расправа и за судскиот совет, јавниот долг, законот за енергетика, кадровски прашања.